Почнуваме со топ тема на ваша страна, како што најавив. Мои гости се поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов и Самет Шабани од невладината организација Хоризонти. Вие всушност работевте на стратегијата за спречување на насилен екстремизам. На овие стратегии се работеше на почетокот на минатата година и веќе се објавени, можат да се најдат јавно на страницата на владата. Повод за оваа емисија, како што веќе реков, беше соопштението од МВР во однос на запленети предмети од припадници на ИСИЛ. Вчера тоа го потврди и јавното обвинителство, предупредувањето од Американската амбасада за можни нападани на тероризам, но зачудуваше фактот што од тој момент до сега не добивме ниту една информација повеќе по ова прашање. Па токму ова е повод за дебата со моите гости. Како поранешен министер кој ги знае како функционираат безбедносните структури, зошто МВР би ни дало информација за можен терористички напад, а особено посериозно стана и со соопштението на Американската амбасада, а да не даде повеќе информации за такво нешто? Па јавноста е вознемирена и посебно медиумите постојано се интересираат што се случува во Република Македонија, дали навистина има закани од терористички акции, кон кои цели се насочени тие акции, што презема државата за да попречи такви активности. Но недостасуваат прави информации што навистина се случува во Република Македонија. Според така наречени отворени извори, тоа што го пишуваат и другите специализирани списанија, портали, кои што ги следат состојбите во Исламска држава, во Сирија, во Ирак, натаму се оно што е врзано и за курдите. Главно е дека полека губи својата сила Исламската држава, дека сириските сили, голем број на припадници на овие паравојни формации или борци на Исламската држава се уапсени. Веќе објави председателот Трамп дека над 800 припадници на Исламска држава се во затворите кои што ги контролираат курдите. Предпоставам дека има и апси на страна на турските власти и што е најбитно, голем дел на припадници на овие паравојни структури на Исламска држава се веќе заминати во матичните држави или во некои од соседните држави. На Балканот проценки се дека доста голем број се вратени веќе во Косово, во Србија, во Албанија, во Македонија. Да не зборуваме пошироко вратени во Русија, во Франција, Англија. И доколку тој број е голем, самиот по себе, значи самото по себе представува одредена закана за безбедноста и пошироко, но и на Република Македонија. И сосема е очекувано МВР, посебно Агенцијата за разузнавање, Управата за безбедност и контрразузнавање, во соработка со странските служби, а се знае кои странски служби имат релевантни информации, тоа се службите на Соединетите американски држави, на Германија, Англија, Франција. Па логично е и по сообщението на Американската амбасада дека тие биле вклучени во нашите служби добиваат информации кој се е вклучен, кој е вратен, може би не за сите, али за голем број. Да, еве, ќе кажам дека МВР информираше дека откако добиле информација од службите на една партнерска земја дека се подготвува терористички акт во земјава, презеле мерки за откривање на организаторите, логистичарите и потенцијалните извршители на нападот, но рекоа дека се извршени само претреси на неколку локации низ земјава, при што се одземени предмети и уреди што се поврзуваат со можниот напад. Ова всушност значеше дека има предмети, ама нема луѓе. Не дадоа никаков податок за апсења и имаше неофицијално дека постоеле апсења од една страна, мислам сето тоа беше неофицијално, официјално до денеска не е тоа потврдено. Со оглед на тоа што ги познавате состојбите и сте истражувале на овој план, сметате ли дека е можно да се изврши една акција во која што ќе се запленат само предмети, ама никако не можеме да добиеме информација дека постојат луѓе. За да стигнеме до терористички напад, некој тоа треба да го изврши. Да, токму така. Како што знаете, првичните акции од оваа природа
беа спроведувани во 2015 и во 2016, се извинувам. И што беа така наречени Келија 1 и Келија 2 и потоа и следуваше и Келија 3 покасно по известно време. Во тие акции барем јавноста се соочуваше со разни видеа од тие полициски акции, кај што очигледно можеше да се видат такви видови на претреси по приватни куќи, било тоа или да, пак... тоа беше конкретна акција снимена од полицијата, во која што во првата Келија беа, ми се чини, 9 мина уапсени. Да, и сето тоа беше споделувано со медиумите, нели таквите вид на акции беа споделувани порано и видовме, нели, имаше увид на така наречени некои вид на докази кои што безбедносните служби ги собира, било тоа пари, било тоа книги, било тоа некои други технолошки средства. Но овој пат тоа што малку, нели, го прави чудно целата ситуација е тоа дека ништо не беше споделувано со медиумите од таков вид на акции, имајќи предвид дека овој пат имаме дури и зборувам според изјавата, дури по сензибилна материјални докази од типот на оружје и бомби. И тоа малку, нели, создава малку и некој вид на сомнеж во самото јавно мислење, колку точно имаше таков вид на толку голема да кажам голема ниво на безбедносна закана, а да се споделува толку многу малку информации и детали околу целата така наречена акција. Исто така, според неколку наблюдувања, нели, и во самите краеви на спроведувањето, нели, на акции, според, барем пак одам според изјавата, според наблюдувањата немаше ништо конкретно во теренот, не се гледаше, само се зборуваше дека имаше неколку приведени лица кои што се земале на испитување во рок за да што се испитувале во рок од 30 минути. Местата каде што има повратници од ИСИЛ, луѓе каде што живеат луѓе повратници од ИСИЛ. Да, токму така да само имаше неформални извори дека се земале на испитување неколку лица и потоа биле ослободени, а тоа впрочем еве и го докажува и изјавата на обвинителството дека нема некое приведено лице. Сега тука е многу парадоксот на тоа дека кога се докажува книги или пак пари или пак некои други технолошки средства како докази. Да, во џамиите беа пронаоѓани според МВР. Да, кога тогаш имаше толку медиумска сензибилност на темата и дури споделување на таквите акции, беа апсени луѓе. Токму така, зошто овој пат толку да се оди на многу интересен начин? Зошто вака би постапувала господине Трајанов МВР, би постапувало МВР, да можеби еве тоа се некои разузнавачки информации што ги разменуваат службите, можеби партнерската земја што ја побарала оваа акција има своји причини, не познати во јавноста, меѓутоа знаете како е во оваа држава, многу работи лоши се случуваат и кога ќе се случи вака нешто и кога нема да се објасни, граѓаните дури како на шега го зема тоа соопштение, што всушност и не е во ред пак. Мислам дека со оглед на фактот дека Соединетите Американски држави реферуваат таква информација на предупредување, треба сите надлежни институции во државата да ги сватат тие информации, тие предупредувања со сета сериозно, затоа што Америка или Соединетите Американски држави имат најмногу информации за сите процеси што се одвиваат околу Сирија, Ирак, Турција, курдите и исламска држава, судират помеѓу шиити, сунити. Последни информации кажат дека тие се процики, но дека над 150 борци со потекло од Република Македонија се
притворени таму, значи треба да се преземат мерки за нивно прифаќање, затоа што некои од државите веќе одбиваат, како што е Франција и Англија. Но како и да, бидејќи Бугарија се мислам се надоврза на сите овие соопштенија, мислам дека тоа е аларм за сите служби во Република Македонија, најпрофесионално да постапат да се вршат својата работа, без разлика што нашиот систем за безбедност е пропратен сега со бројни афери, проблеми, партизација, политички действувања, натаму судир помеѓу Агенција за разузнавање и Управата за безбедност и контраразузнавање. Сето тоа треба да останат како внатрешни процеси, судири во функција на градење на некаква стратегија за реформи. Дали има видлива обезбедување, бидејќи ако зборувам како граѓанин, јас не можев да забележам дека има обезбедување на аеродромите, пред шопинг моловите, на пунктовите каде што има многу граѓани, а тоа претходно се случувало во други вакви предупредувања. Се менува стратегијата на обезбедување. Значи, мора прво да се има добра соработка со странските служби, дали од тамо доаѓаат информации, кој се дошол тука, што подготвува. Натаму мора да јакне оперативната компонента. Значи, оперативните служби, разузнавањето, контраразузнавањето, тие морат многу добро да работат, да собират информации, за да се превенира. И оваа операција што ја најави МВР дека е преземена, може би сега сите претпоставуваме дека е во функција на превенција на можни подготовки за терористички акт насочен спрема некој од институциите. Заради тоа немаме видливо обезбедување на овие пунктови што се минува и мислам дека тоа е подобро. Би било добро за сите нас да делуваат службите невидливо, но да ефикасно се вршат својата работа. Дали е така, се надеваме дека ова е сериозен проблем и дека ќе се остават партиските, политичките внатрешни судири и дека ќе работат во функција на обезбедување на државата, нашите национални државни интереси. Но факт е дека недостасуваат правовремени информации. Може би подобро ќе беше да нема такво сериозно предупредување до јавноста, они да се вршат својата работа или евентуално ако веќе објавија такви информации, поготоа што се преземени мерки за спречување или спречен терористички акт, дури некои соседни во соседните држави некои од медиумите објавија дека се апсени 20 мина припадници на исламска држава, што на еден или на друг начин се поклопи со акцијата на МВР околу разбивање на некоја група, организирана група за транзит, шверц на мигранти. Таму покасно објави дека 15 мина се апсени, дека 5 мина се во бегство, значи сите излегоа 20. Тие две работи се сопадна и можеби за тоа настана дополнителна конфузија во јавноста. За секој случај МВР должи правовремена информација на јавноста, бидејќи има интерес, има вознемиреност и медиумите притискат да се добијат такви информации и граѓаните. Вие рековте дека на местата каде што живеат повратниците на ИСИЛ имало само информација дека некои лица се приведени на разговор, меѓутоа нема конкретни апсења. Дали вие имавте или сте имале контакт со семејствата на вакви луѓе или конкретно со повратниците од ИСИЛ и што тие кажуваат не само во овој случај, туку генерално? Да, во рамки на некои истражувачки проекти имавме можност да спроведуваме и интервјуот со таквите засегнати страни, имено со семејствата на самите осудувани лица кои што моментално лежат и затворска казна. Нашите нацрт, би кажал, наоди од таквото истражување се дека некои несоодветни делувања при репресивните мерки што се случија во 2015 и 2016, конкретно еве со при апсењето во Келија случаите. Токму така, да, некои како што спомнав, да, некои несоодветни делувања при тие репресивни мерки, било тоа при полициската акција, било тоа по тоа на судските процеси, а и ден денес со условите во затворите. Таквите вид на делувања од страна на јавните институции нели уште повеќе предлабочуваат довербата кон институциите.
Некои поконкретни, би кажал, случувања се дури психолошкиот притисок при таквите приведувања. Исто така и времето кога таквото нешто се спроведуваше, се разбира сега правно, од правна гледна точка или да кажам од таа правна рамка. Полициските акции се спроведуваат во рокот на 24 часа при налогот на обвинителството. Сепак од правна рамка е, како што кажав, во рамки на 24 часа да се спроведе таа акција која што беше спроведена во 3:30 навечер. Но од етичка гледна точка се подразбира дека би можело некако по малку и имајќи ги предвид и човечките димензии на меѓутоа обично полицијата апси или после 3 или околу 5 дна. Не, зборувам ако таквите прашање како се однесувала при апсењето. Да, значи ако таквите акции може да одат за политички функционери во 9:30 навечер, кои што им се дава пред тоа можност да избегат во други земји и само да му се оди на вратата, знаејќи дека веќе функционерот не е таму. Да, ако направиме паралела со Значи, ако има и таков вид на пристап, ако може таков вид на пристап и кон такви функционери, претпоставам дека ако по правна рамка сите граѓани се еднакви, пред Само дали имате податок колку всушност поранешни борци на ИСИЛ се вратиле во Македонија и се во земјава? Да, според официјалните изјави на челото на Министерството за внатрешни работи, јавно беше наведено дека до денеска има до 86 повратници од боиштата во Сирија и во Ирак. Пред тоа наведно имаше и изјави во поранешните години дека има заминати се околу 150, тоа значи дека некаде половина од учесниците се денеска повратници. Дел загинале, имаше информација дека можеби 30 загинале, дел се во затворите, како што кажа и господинот Трајанов. Дали Македонија ги бара луѓето од затворите, бидејќи вие изнесовте еден таков податок, дали би ги барала, дали имате такви сознанија? Тоа е уште еден интересен парадокс, фактот дека се знае дека има повратници до 86, дури со фиксна бројка. Во друга страна пак имаме до 30 само осудувани лица. Значи, интересен е фактот за кого важи, колку важи тогаш, да кажам, правната рамка. Значи, ако кој ќе биде одбран да биде уапсен, а да, пак одам преку правна рамка. Ако одиме со фактот дека дека учество во странски војски е според кривичниот законник е казна, тогаш зошто се делува тоа само селективно, да, кон тоа е прашање токму и за вас како поранешен министер. И навистина зачудува фактот дека беа приведени луѓе во 2015 во сите овие случаи на Келија, потоа не беа апсени, меѓутоа ако е 86 и ако дел су апсени, дел не, што со тие што не су апсени? Кој мери дали некој направил поголемо или помало кривично дело во Сирија? Кој бил поголем војник или помал војник во ИСИЛ? Зошто ова се случува, ваква една конфузија, можам да ја наречам, во однос на системските решенија за ресоциализација на овие луѓе или нивно апсење? После колапсот на исламската држава, процесот на враќање се зголемува и првичните информации што се добиваат од странските служби, кои што имат можност да ги соберат тие информации, тие се доставуваат до сите служби, до сите држави и до Република Македонија, но процесот на обезбедување на докази, дали навистина бил таму, дали неговото учество, сето тоа треба да се подкрепи со сериозни материјални докази. Не е едноставно да го видите некој дека учествувал во странска војна формација, дека вршел злосторство, или пак уште повеќе дека бил организатор за регрутација, тама уште построга казната, регрутација на борци. И претпоставам дека тој процес на обезбедување на цврсти материјални докази е посложен, долготраен. Но, како што нагласив, фактот што некаде над 80 веќе се вратени тука, према дел од нив се преземени репресивни мерки, дел и натаму се присутни,
Никој не може да потврди дали се 85 6 или повеќе. Проценки се дека има уште 150, не 80, него 150, може би се помалку, може би и повеќе. Затоа што немаме систем ние да точно утврдиме колку биле таму, колку се вратиле, кои се вратиле, колку се останати натаму во тие подрачја. Но Исламска држава, бидејќи таа е во колапс, веќе нема центар за насочување, припремање на вакви акции, повеќе тие действуваат самостојно. Тоа може да биде предност да се блокират активностите, но исто така нема центар кој што дава инструкции, кога центарот може да биде покриен и да се дознаат полесно информациите, вака сега расфрлани низ цела Европа, исто представуваат закана. Самостојните акции се многу поопасни од координирани акции од некаков центар. Мислам дека Македонија мора да сериозно постапува околу сите овие работи и се сложам дека освен репресивните мерки мора да постои стратегија за ресоциализација, за прифат, за нивното прилагодување на новите услови, новите состојби не само во Република Македонија, тоа е исти проблем во сите држави. Јас во една прилика кога бев во Авганистан, генералот на армијата на Соединетите американски држави кажа дека ние многу брзо делуваме и ги неутрализираме потенцијалните жаришта, не знам, талибанските паравојни формации, но после тоа нема систем цивилно како да се делуваат цивилните институции и организации за да се прифати, условно кажано, промената на власт. Еве сега, како во Ирак се публикува на времето армијата на Соединетите американски држави, се создаде простор за делување на исламска држава. Во Сирија, кога беше од Запад поддржана опозицијата против режимот на Асад, дел од тие борци се трансформира во исламска држава. Значи, тие што добива обука, оружје, после тоа се трансформира во една силна паравојна формација која што ја создаде исламска држава со над 10 милиони население, беше под контрола, центри за производство на нафта и стана доста силна, моќна. Така да мораме да, уште само на реченица, мораме да водиме сметка се што се случува. Сега последни информации зборуваат дека исламска држава се шири на територијата на Авганистан, каде што нели полека странските трупи, НАТО и другите што партиципираат таму, се повлекува. Во колапс е ова исламска држава, но не треба да ја подцениме и да чекаме дека се ќе се реши само по себе. Прашањето за ресоциализација е верувам прашање со кое што и вие како невладини организации се занимавате. Како всушност и дали државата во националната стратегија за спречување на насилен екстремизам дала формула како да се постапува со луѓето и нивните семејства, да не бидат стигматизирани, да не бидат осудувани, а од друга страна, ако го направиле тоа што го направиле и ако не се уапсени, како да бидат интегрирани? Да. Да, како што наведовте, според националната стратегија за спречување на насилниот екстремизам, таму е предвидено акцијски план токму за реинтеграција и ресоциализација и на осудуваните лица и на нивните семејства, кој што е пролонгиран системот, да кажам, во смисла да тоа да биде спроведувано на подолги години, иако во друга страна треба да имаме предвид дека при повраќање на такви при враќање на таквите при враќање на такви учесници во странски боишта, нели програмите за реинтеграција и ресоциализација уствари треба да се спроведуваат час поскоро. Да, тоа ми е прашањето колку на терен воопшто се работи по ова прашање. Само со фактот дека тоа е само предвидено во акцијскиот план, докажува дека има волја, барем политичка волја, дека би имало некој таков тип на програма. Актуелно нема некој вид на сеопфатна, би кажал, програма за реинтеграција.
само тие одредени кои што веќе се спроведуваат во самите затвори. Но освен тоа, значи нешто по-мултидисциплинарно, како што веќе се спроведуваат такви програми во европските земји уствари. Во Македонија актуелно нема, но се работи на тоа во рамки на некое потикнување за такви инициирање на такви програми. Но најважното нешто за инициирање на такви програми е вградење на мост, уствари, помеѓу таквите семејствата, помеѓу осудуваните лица и јавните институции. Значи, пред да се спроведува таков вид на програма, треба да се седне, да се идентификува што поточно се потребите, каков вид на мост може да се гради со такви случаи, бидејќи знаеме дека во крајот на денот учество во странски боишта не значи дека тоа лице треба да живее без достоинство до крајот на својот живот. Колку добиваат казна? Колку отприлика овие наши осуденици заради учество во странска боишта ги добиваат казните? Да, според законската рамка, учество во странските боишта се казнува до 5 години. Така е предвидено според кривичниот законник на Македонија. Но се разбира тука некогаш игра улога и кои други алинеи од самите членови на таквиот кривичен законник ги опфаќа лицето или пак доказите што се какви кривични дела направил. Токму така, значи може тоа некогаш во некои случаи тоа може да биде и 5 па да оди да се наведат некои екстрани или кривични докази според другите алинеи, така да може и да се зголеми таа бројка во некои случаи. Но исто така е важно, би сакал да го надоврзам целото ова и со фактот дека и во првичните тие акции во 2015 во 2016 тоа беше прв пат во Македонија да има таков вид на операција од тој карактер, да не учество во странски војски. Пред тоа беше ажурирано и за законската рамка во септември 2014. Да, претходно не постоеше закон кој го регулира Да, и тоа би сакал да се надоврзам на тоа дека многу е интересно и самиот судски процес на овие случаи. Во многумина на случаите беше и наведено и знаеме како имаше и многу непрофесионални делувања во целите процеси, како што, например, се даваше на бранителот, односно на самиот адвокат на осудуваните лица, и се дава само 5 минути да ги разгледа доказите од 3000 страни, собрани за некој од осудуваните. Значи, во рок од 5 минути, бранителот треба да ги чита и да го брани обвинетото лице. Тогаш првпат се среќава со предметот. Токму така, а исто така знаеме дека имаше и дури и собирани докази од 2012, 13, 14, односно во периодот кога таквото дело не беше кривично дело во Македонија. Значи имаме докази собрани од 2019, 13, 14, оставени на предмет и лицата се осудува со такви вид на докази. Разговараме за уште конкретни примери, меѓутоа Македонија не е единствена во однос на тоа дали ќе профункционира системот и мерките кои се потребни овие лица да бидат вратени во државата и да бидат казнети доколку сториле кривични дела или да бидат ресоциализирани. Исто така, овие прашања ги поставив на професорот Владо Азиновиќ од Факултетот за политички науки во Сараево, кој е експерт на темите меѓународни односи, тероризам, политичко насилство, радикализација на насилниот екстремизам. Таму е чест гостин во медиумите по овие прашања. И него го запрашавме во однос на тоа дали има сознание што всушност се случувало во Македонија во однос на некакви терористички акции. Еве во разговорот што го водев пред малку како Азировиќ одговори на овие прашања. Добро вечер, професоре Азиновиќ, дали имате сознанија за некаква опасност од терористички напади од припадници на ИСИЛ во Македонија? Дали го видовте соопштението на МВР и на Американската амбасада? Prije svega hvala vam za poziv i priliku da govorim u vašem programu.
Mislim da je poprilično neumjesno od nekoga kao ja ko sjedi trenutno u Sarajevu da komentiram prilike u Makedoniji, pogotovo u ovom kontekstu kad nema dovoljno informacija o onome što se događalo. Međutim, vi to naravno znate bolje nego ja. Mislim da je Makedonija na određeni način izložena jednoj vrsti hibridnog rata koja ima neke veze sa integracijom zemlje u NATO. Znate također da postoje veliki globalni, pa i nešto manji regionalni igrači kojima je širenje NATO-a na Zapadni Balkan poprilično neprihvatljivo i koji nastoje na različite načine, vidljivo i manje vidljivo, taj proces omesti ako ne i zaustaviti. Iz onoga što ja mogu čitati ovako iz daljine, a bez informacije o tome da je neko uhapšen, da je podignuta optužnica, meni se čini da je više ovo neki komunikacijski rat i da su te objave više nekog simboličnog karaktera i da su poruka nekome, nego što je moguće se nešto zbilja konkretno dogodilo. Mi smo u Bosni i Hercegovini također imali slučaj da su neki povratnici švercovali oružje nakon što su se vratili iz Sirije i Iraka. Oni su bili hapšeni i suđeni. Imamo slučajeve ljudi koji nisu uspjeli otići u Siriju i Irak i jako su isfrustrirani zbog toga i pokušali su ovdje napasti 2 policijske stanice, ali su isto tako uhapšeni i trenutno im se sudi. Dakle, to da se ljudi još uvijek radikaliziraju na ideologiji ISIL-a, kakvoj se prepisuje ova vrsta aktivnosti, nije ništa strano, nije novo, ali od prestanka odlazaka u Siriju i Irak sa Zapadnog Balkana negdje krajem novembra 2016. mi znamo da teče neka vrsta inkubacije ideja, ali ne vidimo njihovu kinetičku manifestaciju. Nema terorističkih napada i ljudi ne putuju u Siriju. Tako da, s obzirom da znamo da je terorizam konspirativna, tajna aktivnost, mi najčešće o tim stvarima i ne znamo ništa ili dovoljno dok se, nažalost, nešto loše ne dogodi ili dok se ne dogodi nešto dobro, pa policija prevenira ili tajne službe preveniraju te napade. Tako da mi se čini da bez da znam dovoljno podataka, mislim da bi se ova priča mogla uklopiti u ovaj kontekst hibridnog karaktera kojim nije izložena samo Makedonija, nego isto tako Crna Gora, a u posljednje vrijeme još više i Bosna i Hercegovina. Нема точен податок за бројот на повратници борци од ИСИЛ во Македонија, има само предпоставка. Дали вие располагате со информација за бројот на повратниците не само во Македонија, туку и во регионот? Koliko ja znam, negdje na prostor Zapadnog Balkana do sad se vratilo oko 400 ljudi, možda i nešto malo više. Znam da se na Kosovo vratilo negdje između 130 i 140, u Bosni i Hercegovini se vratilo nešto više od 50 ljudi. Pazite, neki od tih ljudi, ukoliko ima dovoljno dokaza, protiv njih se podižu optužnice, oni se sude i nakon pravomoćnih presuda odlaze u zatvore. U BiH imamo nekoliko takvih slučajeva, na Kosovu također imate više desetina pravomoćnih presuda i ljudi koji su u zatvoru. Protiv nekih, kad nemate dovoljno dokaza, ne možete ni podnijeti tužbu. Žene, koliko ja znam, sve povratnice sa Zapadnog Balkana, odnosno na Zapadni Balkan, bez obzira što su bile i u Al-Nusra frontu i u ISIL-u, protiv njih se do sada, koliko je meni poznato, nije podigla ni jedna optužnica. I mislim da se ti ljudi prije svega promatraju kao neka vrsta sigurnosnog rizika. I naravno, oni su vjerovatno izloženi nekom sistemu mjera pojačanog nadzora, jer dolaze odakle su došli i pitanje da li još uvijek razvijaju i njeguju ideje koje su ih odvele na strana ratišta u Siriji i Iraku. Ono što je problem, mi u zatvorima, nažalost u regiji, još uvijek nemamo u dovoljnoj mjeri razvijene programe za deradikalizaciju ili za deangažman iz nasilja osoba koje su došle iz Sirije i Iraka. Nemamo, nažalost, ni efikasne programe za reintegraciju takvih ljudi kada izađu iz zatvora ili za reintegraciju ljudi povratnika koji nisu bili u zatvoru jer nema potrebe za to. I pitanje je, znate, šta ti ljudi mogu, osim sigurnosno zanimljivih stvari, kakav efekat njihov u društvu može biti. Nažalost, mislim da nigdje do sada na Zapadnom Balkanu ne postoje projekti i programi koji bi na dovoljan način ovo prepoznali kao društveni, pa ako hoćete i kao sigurnosni, bezbjednosni izazov i njemu se posvetili na adekvatan način. Ono što vas u Makedoniji, čini mi se, može radovati je što imate vrlo kompetentne ljude okupljene oko tima vašeg nacionalnog koordinatora za prevenciju i borbu protiv radikalizacije, nasilja i ekstremizam
i ti ljudi uživaju punu međunarodnu podršku, a isto tako uživaju uvažavanje kolega iz regije i jako blisko i tjesno surađuju. Професор Јазиновиќ, ви благодариме што вечерва бевте дел од топ тема на ваша страна. Тоа беше професорот Владо Јазиновиќ од Факултетот за политички науки во Сараево. Господин Трајанов, видовме дека и во регионот состојбите се многу слични на Македонија. Босна навистина се соочи со многу посериозни прашања околу луѓето кои таму замина, повратниците и слично. Меѓутоа, зошто не се превенираше? Ова ми е сега контрапрашање. Зошто Македонија и другите земји не превземаа нешто да не заминат 150 луѓе? Тоа е клучниот проблем, затоа што кога се формираше исламска држава, имаше информација дека се подготвува голем број на луѓе да заминат новија подрачја. Тогаш, освен медиумите и ние што настапуваме во јавноста, укажаме на потребата да верските заедници, натаму училиштата, владата, другите институции, медиумите, да преземат на широка акција. Тогаш ни требаше стратегија да ги одвраќаме, да го осудиме процес на регрутација. Ако биле тоа џамиите, ако биле некои, не знам, верски фанатици, влијателни луѓе од разни причини, некои од верски, некои од материјални, некои од авантуристички причини заминаа таму. Но тогаш ни достасуваше на осмислена стратегија како и на кој начин да ги одвратиме граѓаните од Република Македонија да не патуваат таму, бидејќи прво се изложуваат на опасност, второ навистина не беше прифатливо да има борци од Македонија кои што се вклучени во таков вид едни паравони формации кои што направија пустош. Голем број на невини граѓани беа таму масакрирани. Ја секојдневно гледавме на телевизија што се случува таму. И сега, кога викаме дека треба нивна ресоциализација, тоа е во ред, но мора да поминат низ процесот на казнен третман, затоа што средината сигурно дека треба да ги прифати. Јас сум да бидат брзо реинтегрирани во државата, да бидат вклучени во општествениот живот, во се. Но многу тешко прифаќаат граѓаните некој што направил злосторство некаде во Македонија да биде пречекан и интегриран. Како ќе биде интегриран тој? Гаранција имате ли дека вие до крај ќе го интегрирате, дека нема да има некакво поврзување меѓусебно и да се направи некој злосторство во Република Македонија? Така да тука мора да има баланс репресијата со процес на интеграција во општеството на сите овие што учествувале во тие. Но се сложам дека треба многу предпазливо да се водат сите активности, да имат цврсти докази, за да не некој невин да настрада. Тоа би било најтешко доколку некој по други поводи, причини поминал низ Сирија, а сега вие да го третирате како терорист или во Иран или не знам во Афганистан, ако престоел по некој друг основ. Треба сериозен пристап, значи добро е тоа што невладени организации се вклучуваат, но мора држава да се вклучи во процесот на прилагодување на овие сите што ќе се враќат и да знаат дека ќе платат одредена цена затоа што работеле против на нашите позитивни прописи на законите, но дека сепак имат шанса да се интегрират во општеството. Во таа насока беше и соопштението дека предметите се најдени кај лица поврзани со ИСИЛ. Меѓутоа, еве, од тука се отварат две прашања за вас. Едното е зошто не се направи повеќе да се превенира регрутирањето и заминувањето на млади луѓе генерално на овие боишта и зошто во тоа време немавме ваква стратегија како сега за ресоциализација, дали воопшто и како невладени организации бевте вклучени во запирање на процесот на регрутирање и заминување од Македонија? Да, мислам дека овде има две аспекти кои што треба длабенски да се изработат. Најпрвен е фактот дека до прогласање на ИСИЛ како така наречена исламска држава или самото прогласување што го имаше самата група,
треба да се има предвид дека во тоа време пристапот на многу земји, особено на тие западни, беше дека да се солидаризира со било која група што војува против режимот на злосторниот режим на ЕСАД. Така да знаеме дека во почетокот на 2013 пред тогаш кога Русија најпрвин почна директно инволвирање преку поддршка на самиот режим, тогаш администрацијата на Трамп одлучи да интервенира со поддршка на сите ребелни групи во тоа боиште, за да се координират или да на некој вид да има некоја хармонизација на таа опозиција против режимот. И тогаш, значи во тоа одредено време, некако учеството во ваквите групи, во опозицијските групи, беше некако окей од страна на многу држави. Дури имаше јавно и гласно промовирање за учество во курдските терористички групи од страна на неколку западни земји, така да во тоа време, како што кажав, беше некако легитимирано тој процес на учество во било која група, но во моментот кога кога ИСИС ја само прогласи така наречена исламска држава, тогаш почна тој пристапот дека не, уствари станува збор за една терористичка група. Дури и тогаш во 3 септември 2014 Стейт департментот на Соединетите Американски држави објави глобална коалиција за борба против ИСИС. Меѓутоа факт е дека се одеше од Македонија и во 2014 Значи и од порано, значи зборувам и од порано. Само да направам, значи арапската пролет почна во времето дури беше Обама председател на Соединетите Американски држави. Значи таа почна од Тунизија, потом Либија, Египет и во суштина во сите тие држави во Јемен доаѓа на власт, дека потоа паѓа крајно екстремни фундаменталистички организации, муслимански браќа, не знам и други. Така да, значи, пошто спомнате Трамп многу покасно дојде, клучно е тоа што овие процеси на или друг начин во Сирија тие ќе добија уште поголема динамика. Меѓутоа тогаш Турција беше многу нестабилна и ако некој се извлече од сите тие процеси на тој фундаментализам е Турција, затоа што вниманието покасно беше свртено према Сирија, состојбите, Јемен и така да тие процеси во тоа време арапска пролет на или друг начин беа огромен предизвик за сите овие држави. Се покажа дури некои режими што беа режими класични, со нивното паѓање после настане хаос во тие држави. Ирак под Садам Хусейн беше стабилна држава, меѓутоа кога падна над 150.000 припадници на армијата на Соединетите Американски држави обезбедува ред. Кога се повлече и НАТО и Соединетите Американски држави, еве простор за исламска држава. Во Сирија, кога помогна опозицијата западните држави, се создаде простор повторно. Така да тие процеси, да речеме се, има тука, бидејќи тука се испреплетуваат и други интереси. Не се само борба помеѓу сунити и шиити. Меѓутоа, кога збориме конкретно за заминувањето на нашите луѓе, имало периоди до 2014 и по 2014. Не можеме да оправдаме дека тие до 2014 отишли идеолошки, мислејќи дека можеби се борат за нешто добро, ама ако останали и се бореле во она веќе прозвана терористичка ИСИЛ, тогаш правеле кривични дела, не навлегувам на таа димензија околу факторите. Зошто не се спречи тоа? Зошто не беа јас зборувам за пристапот на земјите. Како беше пристапот на земјите? Да, значи зошто немаше спречување на овие мерки? Не зборам само од безбедносен аспект. Да се разговара со семејствата во селото, да се оди во џамиите, да се разговара со младите, да се превенира комуникацијата на Facebook и другите социјални мрежи каде што беа врбувани тие. Да, и за тоа има неколку фактори. Една од нив е важна да се спомне дека нема политичка волја за такво нешто.
од фактот дека некако политичките функционери и политичките партии се плашат да не бидат не лошо сватени дека работат против исламот, туку само значи тоа е малку моментот на политичката волја. Знаеме и дека како оди тој вид на клиентализам исто така и во теренот, кога некоја политичка партија ќе види дека има еден одреден потенцијал за гласови од различни групи, ќе им ќе одат на компромиси да им обезбедат места за да отварат било какви простори, било тоа или невладина организација на тоа. Значи дека според вас можело да се делува повеќе кај локалното население, да речеме со локалните власти, со луѓето од џамиите, со имамите, да кажеме, и така би можело и да се спречи нешто. Меѓутоа, Трајанов, ако стане збор за службите разузнавачки и превенцијата од страна на безбедносните служби, тој систем можел веројатно да се изгради. Значи, тогаш не требаше стратегија. Бидејќи се во политика и на ваша адреса, политичарите, како што ви стратегија требаше за одвраќање на регрутација на вакви борци. Тогаш полесно ќе беше и сега во подруга атмосфера ќе разговаравме. Сега објективно не може да средината мора да го оследи тој процес на учество во паравојни формации кои што нанесува огромни штети и злосторства таму. Ако ние се низ процес на рехабилитација, мора да претрпат одредени последици за да одвраќа. Тоа е превенција генерално. Ако никого вие што како што сега развија криминалот 30 години во Македонија, ако никој од носителите политички функции не го судите, нема превенција. Исто и така. Ако еден борец го откриете во почетокот, не го судите, тој повлекува уште десетина други. Тој процес на регулација доста долго траеше. Службите нема ни механизам како да ги тие да делуваат, затоа што може само да винетират, затоа што не беше кривично дело. Но државата мораше соодветно да реагира, затоа што во јавноста имаше информации. Ние имаме по-силна, да речеме, реакција кога почна да ги враќат навака починати, кои што загинале во. Токму и тоа ми беше и прашањето и до вас. Тогаш беше некаква тогаш веќе почна повеќе да се зборува за. Видоа и самите семејства дека не е тој борец за права, за исламски права, ако одиде тамо и ако убива невино население, дека сето тоа има последици и тамо, но и за него, и за семејството. Бидејќи семејството е клучот дали ќе делува превентивно. Јас разбирам дека некои од социјални побуди беа, некои од авантуристички, но семејството како основна келија натаму се разбира пошироко и државата. Верските заедници треба да беа тогаш многу поактивни, бидејќи основниот мотив, барам главниот мотив е верската припадност на за жал само што речени за жал таму пак од иста, а тоа е присутно, од иста генерално исламска вероисповест најголеми конфронтации имат сунити и шиити. Меѓутоа во Македонија се случува и ние како репортери да посетиме семејства на кои што им загинале луѓе кои што биле во ИСИЛ, кои што нормално не сакаат да зборуваат ниту за загубата, ниту за дејствувањето на нивниот син. Меѓутоа факти што го кажа господин Трајанов, тогаш повеќе почна да се зборува во Македонија дека има луѓе заминати. Дали тогаш се вклучи црвениот аларм и по донесувањето на законот веќе почна посериозно да се работи или се препушти стихино да се случуваат работите? Токму така да се случи втората верзија. Уствари, значи, само се делува тогаш кога ќе има некој притисок од страна на меѓународната заедница дека треба да се преземе нешто, впрочем тоа оди синхронизирано, као што спомнав и порано. Во 3 септември 2014 беше објавена тогаш таа изјавата за листата на држави на глобална коалиција за борба против ИСИС. Во 24 септември 2014, значи одма по 3 недели се смени законот за учество во странски војски. Многу е интересно и овде малку да се надврзам и фактот дека како тоа беше целиот процес беше како беше законот сменет
и спроведуван само за одредена група, имајќи предвид дека во јануари 2014, значи зборуваме за истата година, имаше исто така припадници во странски војски и во Украина, во украинската криза. Значи знаеме дека имаше добар број на борци што од Македонија што се вклучија и во украинската во тој украинскиот конфликт. Зависи на која страна биле. Тогаш немаше се уште нема никаков превземен акт против такво учество во значи некако и тоа оди на двоен стандард. Мислам дека и ова е многу важно. Значи сега исто така е важно и кога се случуваат одредени работи. Ние знаеме во 2019 кога се случи целиот случај на Монструм, имавме изјава од челото на Министерството за внатрешни работи во тоа време дека станува збор за опасност на радикален ислам, бла 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 и такви вид изјави без никакви докази. И потоа знаеме што се случи со тоа, со тој случај дека уствари немаше никаква поврзаност со темата, но требаше нешто да се дефокусира. Исто така и во 2015-2016 знаеме како владеечката структура, тогашната владеечка структура беше во зенитот на политичката криза и му требаше добра сензибилизација од такви операции. Дека сега па даде информација, па не уапсуе луѓе. И денеска токму така. Само да кажам дека во 2015-16 беше поздравена од американската амбасада и беше дадено меѓународно признание. Колку и да се работило за дневно политички цели како што велите вие, сепак имаше меѓународна поддршка. За мене што е клучно? Дека не можеме да ги релативизираме работите, да оправдуваме учество во странска паравоена воена формација, која што врши огромни злосторства. Дали е тоа во Украина, дали е тоа било каде, но имаме ни еден проблем, затоа што сите активности на еден друг начин се проектираат сепак од западните држави. Нашето однесување беше прилагодено на ставовите на западните земји како тие действуваа и беа поставени во Сирија. Исто така и во Украина. Ако е учесник во паравоена формација на страната или формација на страната на режимот или властите во Украина, е во ред. Ако учествува на страната на русите, не е во ред. Така да, тоа е сега проблем е, не можете сите тие работи. Беше проруски во тоа време, така. Но јас следам дека во Украина, посебно специфично тоа е за Србија, имаш и на едната за пари страна и на другата. Платеници има секаде. Некои тоа не го ни казнуваат, го не поддржуваат. Кај нас е расчистено. Ние имаме изграден став. Секој што учествува, значи во паравоена воена формација, законот веќе тоа се изгради. Тоа е кривично дело и тоа дава некаква гаранција дека превентивно ќе делува, но рекоме дека треба и други стратегии, други мерки. Пауза за реклами и потоа имаме една студија што ќе видиме по рекламите за тоа кои лица можат се да се најдат на листата на така наречени луѓе кои се опасни по мирот и безбедноста не само во Македонија и регионот. Останете со топ тема на ваша страна. Продолжуваме со топ тема на ваша страна. Мивер Серафиновиќ разговараше со Енвер Барди, кој веќе 2 години е на списокот на лица кои се закани за безбедноста и мирот во регионот. Меѓутоа, тој се уште нема објаснување од државата како и зошто се нашол на овој список, па да го ја видиме неговата изјава. Пред 2 години, кога тргнал во Турција на медицински преглед, Енвер Барди бил запрен на турскиот граничен премин. Тогаш разбрал дека го има на листа која турските власти ја добиле од македонските и дека е лице со ризик. Тој што работеше на граница ми рече имаш проблем, треба да идеш да се видиш со еден човек внатре тамо во станица, отидов тамо. Едва се разбравме тамо затоа што тие англиски многу слабо разговара, па викав еден адвокат да дојде тамо да видам што е проблемов. И само дојде адвокатов, вика имаш голем проблем. И почна со телеграми да пуштат од Анкара и после ми вика адвокатов ти имаш проблеми од Македонија. Значи во Турска немаш проблеми, а претходно сум патувал 4-5 пати во Турска, ниту за брзо возење, ниту за прекошак не сум имал нешто во Турска. Ми вика имаш проблеми од Македонија, пуштено е.
писмо тамо, не знам по која причина, и вика треба да те задржиме, треба да те легитимираме, и вика ќе те пуштиме, ама ме задржа 5-6 сата. Значи тоа беше шок за мојата фамилија, затоа што 5-6 сата седеа во кола, не знаат што се случува со мене. Истата ситуација му се повторила и на влез во Србија, подоцна. Идам на Табановце, ме задржуваат, ме пуштат пола сат, викам по која причина, вика не знаеме, и ме пуштиле. И пак ми беше сомнително. Во српската граница, кога ме стопира као да бев терорист, као Бин Ладен да беше дојден на граница, ме легитимираме со облеча, и колата ми ја ставија на рентген, дојде човек од нивната служба од Београд, дури чекавме додека ќе стигне, разговарав со него и пак истото ми го рече, вика проблемот не е кај нас, имаш проблеми од твојата држава. По која причина, вика, ние не знаеме, пошто и на нас не ни кажуваат. Претходно патувал без проблеми во истите држави, па Барди кога се вратил дома почнал да се распрашува зошто е на таков список и колку луѓе има. Никој официјално не ми кажуваше, само дознав дека ова е потпишано во 2017 од страна тогаш министерот беше Агим Нухију, тој го потпишал тој список, не знам по која причина, дали видел што се случува со тој список или дали го вметал тие луѓе во тој список. Не знам како го потпишал, треба од него да побарате зашто он го потпишал тоа и по која основа сме ние во тој список. Ако сме криминалци, ако сме се занимавале со криминал, зашто немаме кривични пријава, туку ни го оспоруваат правото на слободно движење. Па сме разговарале, никој ништо неофицијално не ни кажува, само ни викат дека тоа го има странциве, ама странциве, јас во странциве никогаш не сум имал проблеми. Ако е проблем што сум бил во 2001, што сум учествувал во конфликтот, тоа не мора да значи дека сега ми се реваншират. Или дали сум правил некој повик за странските војски да отиде некој, не сум го направил тоа, или сум учествувал во некоја странска војна. Значи тоа зошто се случува не ми е јасно дури од 2017 па навака. Според него на таа листа има и негови пријатели и познаници, но и функционери, пратеници и директори. И дека вкупната бројка на луѓето на таа листа е голема, изнесува над 1000. Но никогаш не добил официјално објаснување од МВР кој е ризикот од него за регионалната безбедност. Заменик министерот за внатрешни работи кој во март 2017 беше министер, Агим Нухију, за топ тема на ваша страна, негира дека тој има правено или потпишувано такви листи и вели дека сите такви задачи се во надлежност на УБК, во која има оддел за борба против тероризам и екстремизам. Таму, според Нухију, се преземат сите активности предвидени со задачата на УБК. Ова беше еден пример за тоа како човек може да се најде на ваква листа. Господине Трајанов, во ваше време немаше барем експонирано и толкави црни листи на луѓе кои ќе се најдат заради вакви прашања. Морам да кажам дека по 2001 на листата се нашле и политичари од типот на Мендух Тачи, Љубе Бошковски и други за европски или за земји или за американските држави. Меѓутоа Енвер Барди е пример дека не ни знаел дека се нашол на ваква листа, дека е закана за безбедност и мирот во регионот. Во кој случај и како проценува МВР дека некој може да се најде на една ваква листа? Тој беше осумничен за бегството на Рамадан Шити во еден судски процес, меѓутоа очигледно нашата држава ги информирала другите држави дека не смее да влегува, или пак во случајот Турција побарала список на лица кои се опасни по безбедноста. Значи тој процес во основа го водат големите странски служби во координација, во соработка и со матичните или локалните власти, да кажеме така, простено. Доколку тие дојдат до одредени информации, затоа што самокни служби преку системите за прислушување, со работничка мрежа, на било кој начин вршат консултации со матичната држава, со службите за безбедност, и доколку ги потврдат или се колебливи или не достават категорични информации дека проверките се направени, дека човекот, условно кажаме, е чист, и ги стават на тие листи. Некои ги стават само за надзор, да се контролираат нивното движење, да се преземат мерки, некои ги стават за апсене и натамошен програм. Значи нема, мислам дека Република Македонија многу тешко дека ќе издиференцира луѓе и ќе ги предложи на некаква црна листа самостојно. Сега со овие враќања на така наречени борци на исламска држава, тоа можат и полесно да го направат, но 90%
постои повеќе од информациите, сепак ние ги добиваме од странските служби. Многу помалку имаме наши информации од тука, но службите работат и претпоставам дека тој систем функционира на размена информации, но многу тешко е некој да стави на црна листа. За 2001 година. Тешко е да излезе од црна листа, јас мислам, уште потешко да излезе. Искам тешки последици има за тоа што ќе биде ставен, затоа што во тоа време имаше влијание и политиката. Се консултира и политичките елити кој да биде кој е опонент на процесите, да речеме, на создавање сега на поенето Така да општество. политичкиот опонент може и да се најде на црна листа Па за може да се најде, политичка не знам, штета. сега некои го поддржува Охридскиот рамковен договор, некои не. И тука се правише селекција кои се за, кои се против и некој може да се најде. Дури јас имам информација дека списокот беше огромен, список за предлог за на црна листа се стават многу број. Секој што бил против, да речеме, еве во тоа време ОВК или УЧК, вика тој е екстремист. Значи такви имало и обратно, имало предлози, дури некаде ги припрема да ги објават пред да наведат. Но објавени, но филтер веројатно направиле странските служби и виделе дека тука има политички подметнувања и таа листа на луѓе што ќе бидат на црнен список сепак се стесни, оправдано, неоправдано. Остана нека голем објасни, господинот Тачи, дали треба да биде или не треба да листа. Во американската амбасада се уште на црната листа. листа. Лјупчо Ѓорѓиевски долго време исто имаше проблем за виза. Така. Колку луѓе има, можеби на вакви црни листи, имате ли податок и дали мислите дека голем дел од нив неправедно составени на овие црни листи, дали ви се пожалиле во Хоризонти или како граѓански активист? Да, токму така, во тек на истражувањето што го спроведувавме, како што и го спомнав порано, имавме случај да слушаме како дури до 7.000 граѓани се на таква листа на потенцијални безбедносни закани. И тука е многу чудесно, нели, фактот дека на кој начин, кои се индикаторите што Да, тоа се прашува Енвер Барди, на кој начин го праваат едно лице безбедносна закана за државата. Мислам дека треба да постои многу по-професионално ниво на таков вид интерни мерки од страна на такви безбедносни институции, а не да се оди на такви злоупотреби со политички цели. Така да се надевам дека ќе има подобрување во оваа смисла, за да не сме во таква ситуација да има. Имате ли конкретни поплаки и на што се однесуваат тие? Да, значи има и повеќето од поплаките исто така се насочуваат во тоа дека дури и семејствата, дури и роднините на осудуваниот и затворениците се уште се соочуваат со проблеми при заминување на граници. Значи, окей, можда тоа важи на некој начин за некој осудуван или затворен или пак и после ослободувањето можда има такво вид на безбедносна рамка дека се уште треба да постои на таква листа. Нема таква законска можност. Значи судот ако донесе одлука за забрана за издавање или поседување, тогаш МВР таква можност нема сега. Тоа беше во старото време, кога МВР одлучуваше кој ќе има патна исправа, на кој ќе има забрана и така да. Сега значи за жал уште продолжува истиот пристап. За жал. Да, па тоа се жалат граѓаните. Да, значи дека треба да се расчисти. Токму тоа некоректно. Да, токму или злоупотреба на власта. Значи баш тоа, како што кажав, е релевантно како тоа е уште возможно дури за семејствата, дури за роднините на таквите осудувани лица. И така имаше многу поплаки во таа насока при нашите истражувања што ги имавме. Надоврзано со ова, многу е интересно да се видат практиките од другите земји особено во Европа, каде што нели има малку
малку по-професионален пристап кон Како е, например, во Холандија? два работи, да, токму така имавме ние можност, мислам, еве и лично имав можност да се сретнам со одговорни лица за програми за реинтеграција во Холандија. И многу е интересно како тие имаат многу по пристап со човечки димензии на оваа појава. Мислам, зборувам конкретно за повратниците и за нивните семејства, повратниците од тие странски боишта. Во Холандија, конкретно од 2019 длабенски се работи на такви програми, директно и со семејствата. Значи, таму имаат многу интересен пристап на кој што тие мислат дека е исклучително важно да се работи на осигурување на многу основните услови за живење на лицето кој што било затворено и потоа ослободен нели од вината, да. Не издржал казната? Токму така, значи таму имаат, како што кажав, многу човечки пристап кон многу работи и тоа се предвидува во тие програми. Меѓутоа морам да кажам дека зависи од државата во која што живеат. Холандија е сосема друго нешто во однос на социјалната држава. Не зборувам дека ова е и можностите што ги нуди за сите граѓани, вклучувајќи ги за овие. Токму така, но зборувам дека овие се добри практики. Тоа се позитивните примери. Не дај Боже да си осомничен за тероризам во Белгија, во Франција, во Германија и во Англија, било каде. Уште полошо ќе поминеш ако си осомничен за потенцијален терорист во Соединетите Американски држави. Тоа е друг процес на реинтеграција после тоа. Меѓутоа, третманот можеби е многу подобар во Македонија спрема овие лица со сите пропуси што вие ги анализирате. Ако ги читате исповедите на тие што поминали тој процес, тој третман е многу лош спрема тие што учествувале во или се обиделе да учествуват да бидат дел од нека терористичка организација. Така да не треба сите добар пример да го земеме за реинтеграција, но има и лоши примери, за многу реинтеграција. Значи, тоа е процес сосема друг. Се зависи и од опасностите кои што ги има земјата во однос на прашањето за тероризам. Белгија, Франција има многу случаи терористички напади. Македонија, Босна, Косово исто така се соочувале со нестабилност и со терористички напади. Да подсетам само на Диво населје, кога никој не превенираше и не го вклучи црвеното светло дека постојат луѓе кои што дошле во тој крај и каде што потоа се случи тоа што се случи. Така што некогаш можеби и ние ги осудуваме службите што не даваат повеќе информации, меѓутоа подобро е да се превенира отколку да се лечат последиците. Ви благодарам и на двајцата што бевте гости во топ тема на ваша страна. Се обидовме да анализираме зошто МВР не дава повеќе информација во однос на предупредувањата од терористички напади. Се надевам дека ова ќе им биде за поука навистина јавноста малце повеќе да знае она што може да го знае, за да не се прави страв кај населението од нешто и да процениме колку сето ова е сериозно. Ви благодарам што бевте со топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Телма.